Асфалтиран е најстариот пат кој ги поврзува приградската населба Оризари и општина Кочани. По многу години граѓаните кои секојдневно патуваат до Кочани нема да возат повеќе по црн пат, а газењето кал за нив ќе биде минато. Беше опасна работа, тука критичко беше. Камење откопуваше, трудија се свето докара гребен на асфалт, заврна на угази, вечерта откара го доле, удолу. И добро е сега, ако не. Супер е улица, кој ќе најде мана? Понапред какво беше? Ископано. А сега е добро. Локалниот пат во должина од 2 километри ќе донесе развој во овој дел, но ќе намали имиграцијата од селово град, смета градоначалникот Николчо Илиев. Со оваквите проекти овозможуваме она што е и наша заложба за равномерен локален развој на општината и да навистина ја намалиме миграцијата од село во град, односно да колку што е можно ја сопреме миграцијата на пуштање на нашата држава. Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, освен овој локален пат, финансира уште неколку значајни проекти, меѓу кои и уште еден проект кој што ќе се реализира до населбата Бела вода до манастирот Добра вода до манастирот Пресвета Богородица. Тоа е преку планскиот регион, така да во овој регион, односно во делот на општина Кочани ќе се инвестираат, односно ќе се додели грант вкупно износ од 46 милиони денар. За реконструкција на локални патишта, водовод и канализација, Министерството за земјоделство одвојува над 38 милиони евра, кажа министерот Трајан Димковски. Кога зборуваме за руралниот развој, не зборуваме само за земјоделство, туку зборуваме токму за овие основни потреби кои што мораат граѓаните, односно жителите на руралните места да ги имаат, а тоа се модерни патишта, лесен пристап, брз пристап до градот и секако одржување, односно и водоводи и канализации и се она што е најнеопходно за условите за живот. Инаку општина Кочани до пролетта наредната година треба да реализира уште 3 значајни инфраструктурни проекти.